Со законот за враќање на дел од ДДВ-то на физички лица, на данокот на додадена вредност на физички лица, се воспоставува решение со кое што практично делот платениот ДДВ на граѓаните како физички лица врз основа на фискални сметки издадени при готовински враќања се преку системот на Мој ДДВ се враќаат назад кај граѓаните. И нашиот предлог интервенција во овој закон е заснован на истите цели и начела со кои што законот веќе постои, со разлика на тоа дека ги практично правиме да максималниот износ со кој може да биде поврат на ДДВ-то го зголемуваме од 2100 денари на 4100 денари по лице по тромесечие. За да ова биде достижно, во исто време интервенираме и во повратот на ДДВ на производите. Практично таму има две категории. Повратот за македонските производи и услуги се зголемува од 20% на 40% и повратот на останатите производи и услуги се зголемува од 10 на 20%. Со ова за секое тромесечие повратот од она што ние го предлагаме како максимален износ од 4100 денари станува возможен, исто како и сега што е толку возможен тој износ од 2100 денари. Со овој предлог се прави директна финансиска корист за граѓаните, дестимулирање на некој начин на сивата економија, ублажување на ефектите од инфлација, подобрување на даночната дисциплина, но најважно од се, со оглед на тоа што ДДВ-то е данок кој што е најголем извор на приходи во буџетот на Република Македонија, придонесува некаде во приходите од буџетот од 30 до 40% во државната каса. Истиот е познат како данок на сиромашни, со што најголемиот товар на овие приливи во буџетот го носат токму работничката класа, односно оние кои што ги плаќаат практично ДДВ-то при крајните услуги. Со ова на некој начин освен тоа што го правиме овој даночен систем кој што е екстремно на страната на големите компании, а е натовар на посиромашните граѓани, со оваа мерка малку од малку го подобруваме тој дел од буџетот. Сепак, мислам дека ова е доволно за да се отвори една јавна расправа и јавна дебата за тоа каков е нашиот даночен систем и во иднина да се преземат одредени мерки кои што даночниот товар од граѓаните ќе го префрлат на бизнис корпорациите. Во услови на инфлација и намалена куповна моќ, сметаме дека ова е една конкретна мерка што ќе го подобри семејниот буџет на работниците и оваа мерка нема да изискува никакви дополнителни трошоци во буџетот за спроведување на истата, туку едноставно ќе си продолжи по истиот систем на Мој ДДВ кој што веќе функционира, само со зголемени износи за поврат на ДДВ и на македонски производи и на останатите производи, со тоа што ќе го направи достижно да на секое тромесечие повратот биде 4100 денари по лице. Благодарам.